Крајно неодговорно, Министерството за транспорт и врски 2 години ги игнорира барањата на планинарската спасувачка служба и Националниот парк Галичица за поставување на физичка забрана, односно рампи, на патниот правец Охрид-Преспа преку Галичица, кој во зима е многу ризичен поради длабоките наноси на снег. Поради некоординираност на институциите, иако е затворен за сообраќај, несовесните граѓани го користат патот кој не е безбеден и остануваат заглавени, вели раководителот на планинарската спасувачка служба Антонио Додевски. Бараме поставување на физички бариери. Дури во последното писмо од минатата година наведовме дека ние ќе го поставиме, значи на наш трошок ќе бидат, само за да не ги имаме да не ги правиме овие трошоци за изликување на возила. За жал од министерството немаме никаков одговор, значи ниту може, ниту не може. Два пати поред се испраќа, значи и 22 и 23 испраќаме писмено обраќање, не се одважуваат ниту да ни одговорат. Наместо да биде ставен на приоритетна листа за одржување во зима, никој не се грижи за овој патен правец. Останува ние да се занимаваме со извлекување на заглавените, некогаш поминувајќи по 90 километри, истакнува Додевски. Етиката вели не ни дозволува да оставиме луѓе заглавени на 1650 метри надморска височина. Од почетокот на годинава досега имале 11 интервенции на заглавени возила. Нема никаква реакција и за жал, и да бидам искрен, се чувствуваме злоупотребени и искористени не само од оние кои што се несовесни и не ја почитуваат патната сигнализација, туку и од државните институции кои на крајот се прогласуваат за ненадлежни и единствени сме ние кои одиме да ги за жал да импровизираме, да извлекуваме возила, да правиме работи кои што едноставно не се во наша апсолутно во наш домен. Поради ваквата состојба на патот, голем број туристи кои сакаат да уживаат во убавините на Галичица, разочарани се враќаат назад. Има и 20 и 50, ево и тука на лице место кај што се наоѓаме сега, тука не може да помине ни едно патничко возило. На некои места каде што има голем нанос и замрзнат е ризичен патот, Ѓорги? Да, ризик е сигурно и тоа нарочито кога ќе или утринските часови или во ете вака се по касните попладнени часови, полјадици се стварат, може да дојдат и до несакани некои незгоди. Иако и тоа како е голем бројот на рекреативци кои уживаат на падините на Галичица, според пресметките на државните предпријатија, економската исплатливост на овој патен правец била неоправдана, односно бројот на возила кои што според нивните проценки се движат во зима не се одействувале со средствата кои што треба да се инвестираат за зимско одржување на патот. Ова бил изговорот со кој настапувале.